Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Денеска започнуваме емисијата од Тездорф. Тука сме со жирито Аутобест, бидејќи по 21 пат ке го избереме Best Buy автомобилот, овој пат за 2022 година. 5 финалисти, но повеќе за нашите тестови, на што ги подвргнавме автомобилите финалисти и како се одвиваше процесот на тестирање, ќе видите во следниот дел од емисијата. А сега почнуваме со флеш вестите. Triumph Motorcycles прослави важен јубилеј, го произведе милионитиот моторцикл. Да нема забуна, се работи за новата компанија која после банкротот на истоимениот британски производител ги откупи правата на името и во 1990 година го лансираше својот прв модел. Почитувајќи го наследството со кое се стекна, новите собственици вложија околу 100 милиони фунти во современи технологии кои овозможија Триумф денес да биде еден од најголемите производители на моторцикли во светот. Јубилејниот модел е посебна варијанта на Tiger 900 линијата која лансирана пред 2 години стана исклучително успешна. Тринаесет години по превземањето, фабриката на Форд во Крајова го произведе милионитиот автомобил. Бројката можеби не е за пофалба, бидејќи капацитетите се многу поголеми, но сепак е значајна. Компанијата е трет најголем извозник во Романија. По тој повод беше најавена тркачката изведба на хибридната Пума, која своите коњи ги протрча низ погоните во кои работат 6000 луѓе и 600 роботи. Таа од идната година ќе учествува во светскиот рели шампионат како прв електрифициран надпреварувачки автомобил на Форд. Хибридната погонска единица ја собира енергијата при сопирање во батеријата од 3,9 киловат-часа. Кога треба, таа за само 3 секунди се испорачува, дополнувајќи ја моќноста на 1,6 литарскиот екобус турбобензинец. Што се однесува до фабриката, таа со помош на инвестиции од 300 милиони евра до 2023 година ќе започне со производство на ново доставно возило, а една година после тоа и со целосно електричен модел. Покрај Пума, во неа сега се произведува уште и малиот EcoSport. Кија го оживеа Каренс, кој како модел пред 3 години исчезна од низината понуда, но со една голема разлика. Место моноволуменец, тој сега е кросовер. Ги задржа компактните габарити, должината од 4,54, широчината од 1,8 и висината од 1,7 метри, додека на меѓускиното растојание од 2,78 метри сега се распоредени 3 реда седишта. За теренскиот изглед се грижат зголеменото растојание од тлото и пластичните заштити на кутијастата каросерија на ова возило за рекреација, како што корејците го дефинираат.
Во опишувањето ја користат и фразата дека е дизајнирано во кросоверски стил кој мора да признаеме е оригинален. Карактеристични се одвоените лед фарови, прилично агресивните браници и необичните задни светла споени со црвена лента. Кија се уште не ги откри сите технички детали, но се претпоставува дека ќе доаѓа со 1,5 литарски дизел со 115 конски сили, еднакво голем и моќен атмосферски бензинец и 1,4 литарски турбоагрегат со 140 коњи. За крај, лошата вест. Овој модел, како што веќе сигурно забележавте од фолклорот на неговата премиера, е наменет само за Индија. Во борбата против климатските промени мораме да ги намалиме емисиите на CO2 колку што е можно побрзо, рече Акио Тойода, председател и извршен директор на Toyota Motor Corporation. Освен на батериските погони, јапонците се подпираат и на горивни келии. Toyota планира да лансира 30 електрични автомобили на светскиот пазар до 2030 година. Започнува со електрично спортско корисно возило BZ4X, развиено заедно со Subaru, кое се очекува да се појави во Европа во наредната година и да биде основач на едно семејство целосно електрични модели. Следува спортско корисното возило со средна големина со 3 реда седишта и мал кросовер кој ќе ја надополнат серијата BZ. Концептот би требало да има потрошувачка на енергија од само 12,5 киловат-часови на 100 километри. Со воведувањето на новите електрични автомобили кои го вклучуваат и Lexus, Toyota има за цел да ја зголеми глобалната продажба на 3,5 милиони единици на целосно електрични возила. Најдоцна до 2035 година, Toyota планира во Западна Европа да понуди исклучиво автомобили без емисија на штетни гасови, под услов да има соодветна инфраструктура за полнење на електрични автомобили и полнење гориво за модели со погон на водород. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги одсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland, убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Метрополис, број 1 радиомрежа. Електрификацијата навлегува со брзо темпо и кај транспортерите. За да ги решат проблемите со полнењето на батериите на камионите, се здружија најголемите европски производители и со влог од 500 милиони евра ќе се направат 1700 високо ефикасни полначи покрај автопатиштата и на логистичките одредишта. Дукати го представи новиот Пагинале V4, а Нисан обрнува големо внимание на притисокот во пневматиците, бидејќи е важен параметар за безбедноста.
Соочени со проблемите за електрификацијата што за комерцијалните возила се големи како планина, трите водички производители Daimler, Volvo и Traton, групата која ги обединува MAN и Scania, решија да ги превземат работите во своји раце. Тие се договорија за создавање заедничка компанија која ќе развие и управува со јавна мрежа станици за полнење со голема моќност наменета за електричните камиони и автобуси, посебно за оние кои возат на големи оддалечености низ Европа. Компанијата со седиште во Амстердам, во која трите страни ќе имаат еднакво учество, треба да започне со работата идната 2022 година, веднаш откако ќе се добијат сите одобренија од регулаторните тела. Во неа ќе бидат инвестирани 500 милиони евра, што досега е најголемо вложување во инфраструктура за полнење на европската индустрија на тешки возила. План е во период од 5 години да се инсталираат најмалку 1700 високоефикасни полначи покрај автопатиштата и на логистичките одредишта. Со текот на времето, преку јавно финансирање и вклучување на надворешни партнери, ќе се зголемува бројот на станици за полнење. Тие треба да бидат прилагодени на специфичните услови за работа на транспортерите, односно да можат да ги дополнат батериите за време од 45 минути, колку што трае задолжителниот одмор на возачите. Оваа иницијатива ќе придонесе за реализација на зелениот договор на Европската унија за климатски неутрален транспорт до 2050-та. Дукати беше еден од ретките што не се појави на годинешната EICMA, но не им остана должен на своите поклоници. Главниот новитет со кој ги почести беше новиот Panigale V4, кој донесува бројни подобрувања, правејќи го полесен за возење и побрз на тркачките патеки. Во визуелната смисла, новото издание на овој спортски моторцикл со супербајк срце се разликува само по детали. Усовршувањата под кожата започнуваат со наново калибрираниот агрегат кој има поефикасен систем за ладење, кој помага да се зголеми неговата максимална моќност на 216 конски сили. Менувачот, превземен од тркачкиот модел, има подолги преносни односи што резултираше со зголемена максимална брзина за 5 км на час. Италијанците не кажуваат колку точно таа изнесува, но нагласуваат дека може уште да се зголеми со Акрапович издувниот систем, кој ќе ослободи уште 12 конски сили. За нивното полесно користење предната вилушка има подолг од, а изменето е и седиштето за возењето да биде помалку заморно. Резервоарот за гориво и од друг материјал и со нов облик, чии изменети површини овозможуваат поголема поддршка на рацете и нозете при сопирање и брзо поминување низ свиоци. Доволно моќен и пред овие промени, Дукати се надева дека Panigale V4, чија еволуција никогаш не запира, уште повеќе ќе одушеви во ова издание. Возењето со недоволно напумпани пневматици не само што го намалува нивниот век на траење и зголемува потрошувачката на гориво, туку е и сериозна закана за безбедноста. Според истражувањата на Американската агенција за безбедност во сообраќајот, таму годишно се случуваат дури 11.000 несреќи поврзани со пневматиците. Затоа и денес автомобилите кои немаат систем за надгледување на притисокот на воздухот се реткост, но и покрај тоа возачите грешат кога ги допумпуваат пневматиците, најчесто не знаејќи колку треба, иако информациите за тоа се лесно видливи. За да се елиминира секоја опасност, Nissan има развиено посебен систем кој сигнализира кога пневматиците се напумпани колку треба. Ракувањето со него е повеќе од едноставно, додека пневматиците се пумпаат, мигавците на возилото трепкаат, а кога притисокот на воздухот во нив ќе го достигне пропишаното ниво, тие престануваат
почнуваат со работа и се огласува сирената. Доколку пак тие се препумпани, сирената ќе се слушне уште еднаш, а мигавците ќе трепнат 3 пати. Овој систем, наречен Easy Fill Tire Alert, е на располагање скоро на целата гама на Nissan на американскиот пазар и тоа како стандардна опрема. Пандемиската 2020 едва и чекавме да помине и да дојде годинава што изминува. За жал, и таа не се покажа како погодна за бизнисот, ниту за производителите на автомобили кои се најдоа во незавидна ситуација. Тоа го покажуваат со последните анализи на продажба во Европа, која бележи ниски резултати. Како во овие услови се вклопуваат суперспортските и електричните автомобили, ќе дознаете од новостите што ги добивме од Audi и Peugeot. Веќе подолго време кружат гласини за судбината на Audi R8, често спротивставени едни на други. Меѓу нив, на радост на љубителите на спортистот од Некар Солм, сепак преовладуваат оние дека тој и понатаму ќе остане во понудата на марката. Но тоа не е сосема во согласно со плановите за електрификација, бидејќи R8 технички е тесно поврзан со Lamborghini Huracan, а од Италија засега нема прецизни планови што ќе се случи со него. Затоа пак од Германија пристигна информации кои дефинитивно ќе му ја скројат капата на овој модел. Според изјавата на маркетинг директорката на Audi Sport оделението Линда Курц, сите модели од R сегментот ќе бидат целосно електрични. Меѓу нив е и R8 кој ќе биде заменет со сосема поинаков модел со ново име. Таа не спомена никакви датуми, ниту пак детали за електричната трансформација, но јавноста веднаш се присети на PB18 и Tron концептот од 2018 година. Засега е известно само дека R8 ќе го дочека крајот на својот животен век без V10 мотор и во понуда треба да остане со 4-литарски битурбо V8 од Lamborghini Urus, а можно е да добие и некако вид хибридизација. Среќна нова 1994 година. Таква честитка на автомобилските производители им испорача европскиот пазар, кој во ноември забележа 713.000 новорегистрирани возила, што е најлош резултат за овој месец од 1993 година. Во проценти изразено, годинешниот ноември е полош од ланскиот за 20,5%, за што причините се гледаат исклучиво во намалените испораки заради нарушениот синџир на снабдување во компоненти, посебно со чипови. Бројките се помалку црни ако се гледа целата Западна Европа со Велика Британија, Норвешка и Швајцарија, а кумулативно од почетокот на годинава до сега тие се на скоро исто ниво благодарејќи на силната пролет. Гледано по земји, од големите најмногу во минус беа Германија и Италија, а од помалите Литванија и Унгарија, додека само некои беа позитивни. По производители пак сериозен број купувачи загубија токму најголемите – Volkswagen и Stellantis, но најлошо помина Ford. Всушност, освен Hyundai и Kia, кои се во дебел плюс, сите други не можат нималку да бидат задоволни од постигнатото. Оптимизам нема ниту за наредниот период, бидејќи сите прогнози се дека проблемите со добавувачите ќе останат малку подолго отколку што првично се проценуваше. Добро дојдовте назад во Теесдорф. Тука е сместен најголемиот центар за обука и полигон на австрискиот автомобилски клуб. И имаме идеални услови да ги подвргнеме на тест нашите 5 финалисти. Почнуваме со Рено Аркана. Овој модел е пресвртница во филозофијата на Рено, особено што е купе обликувана каросерија на спортско корисно возило и прво е во C сегментот од тој тип. Dacia Spring
Првото електрично возило кое ни доаѓа од оваа романска марка, но се произведува во Кина. Едно од најевтините возила на пазарот и тоа што е електрично. Дури може да се набави во некои европски земји за помала сума од 11.000 евра поради субвенциите. Шкода Фабија, 4-та генерација, која изненадува не само со својата појава, со својот изглед, туку и со зголемениот простор во внатрешноста. Hyundai Bayon е возило кое допрва ќе го освојува пазарот. Тој има голем потенцијал, исто како и Toyota Yaris Cross, која со помош на хибридната технологија може да има и погон на сите 4 тркала поради електромоторот што е сместен позади. Секој од овие 5 финалисти има своји адути, без оглед од кои производители и по која цена. Имаме идеални услови за тестирање, да не губиме време. На полигонот во Теесдорф можеме да ги подвргнеме автомобилите на сите оние ситуации кои би можеле да се случат во сообраќај. А тука се гледа колку се напреднати дотерувањата на возилата. Hyundai Bayon со своето појавување означува продолжување на традицијата која негува оваа корејска компанија кон спортско активните возила или, ако сакате, кросовери. Компактен по димензии, тој е опремен со добра технологија. Што се однесува на возење на лизгава површина, Bayon многу добро се снаоѓа. Со брзина поголема од 55 км на час ќе биде исфрлена од рамнотежа каросеријата, која, патем речено, многу лесно ја смирив. Hyundai се покажува дека има голем напредок во динамиката која ја пружа во своите нови модели. Овој круг што го направив е во должина од 2200 метри, а нема да поминеме само еден круг со секој автомобил. На располагање имаме 5 часа за тоа. Најновиот производ кој ни дојде од Рено се вика Аркана. Овој атрактивен кросовер има купеовска линија. Рено има големо искуство во правење на спортско корисни, но и на спортски возила. Па, неговите атрибути се сместени во оваа каросерија. На полигонот имаме услови кои симулираат не само влажни, туку и лизгави и подзамрзнати коловози. Тука Аркана е инфериорна само поради една работа. Има летни пневматици кои во ниеден случај не можат да ги задоволат потребите на ова возило. Дури и на искачувањето, кое не е толку стрмо, тешко се качувам токму поради пневматиците. А на суво, Аркана покажува дека ги има сите атрибути кои би ги барале купувачите на Рено. А тоа е добар изглед, добра ергономија, одлична амортизација, добро управување. Рено ги има сите атрибути да завладее со овој сегмент кого го започна. Поради се поголемата популарност на спортско корисните возила, Toyota одлучи да направи и субсегменти на своите постоечки модели. Еден таков пример ни дава Toyota Yaris Cross, која со својот теренски изглед делува многу симпатично. Иако е малку повисока и со поголемо растојание од тлото, се забележува дека Toyota успеа кај овој модел да направи
добри подесувања, па неговата возливост е добра. Што се однесува до возните својства, тие се како што може да се очекува од Toyota, но мене ми пречи звукот кој го произведува моторот и цевете менувачот. Неговиот звук превише и пресилно се слуша во кабината, па со тоа и се намалува комфорот во самото користење на Yaris Cross. Но, што се однесува до технологијата, и тука може да се даде суперлатив на Toyota поради имплементацијата на хибридниот систем кој ви дава и погон на сите 4 тркала. А што се однесува до управливоста на терен, односно на лизгава подлога, каде што беше испровоцирана каросеријата, успеав добро да се снајдам. Во секој момент почувствував каде оди и како треба да се смири возилото. Мал, но со големи манири е Yaris Cross. Dacia Spring изненадува со својот концепт на електрично возило. Во секој поглед, прво по цената, бидејќи е најевтин електричен автомобил што може да се најде на пазарот, а изненадува и со неговата опременост. Покрај модерниот комуникацијски, односно ентертејмент забавен систем, има и некои пропусти кои мене не ми се допаѓаат. Пред се тоа е овој клуч. Морате да го стартувате електроавтомобилот со клуч. И не ми се допаѓа затоа што има класична рачна сопирачка. Но тоа е поради компромисите кои мора да бидат направени за да се задржи ниската цена на Spring. Неговото мало меѓуоскено растојание и високото тежиште не ви дозволуваат да лудувате. Впрочем, овој автомобил е направен да не загадува, а не да биде статусен символ. Нема ниту голема батерија. Spring е способен во неговиот капацитет да ве служи околу 200 километри во градски услови. Она што можам да го забележам на овој полигон е дека Dacia има сосем пристојни манири. Не може да очекувате чуда. Сепак неговата намена е еколошки да ве превезува и тоа во градски средини. Четвртата генерација на Фабија донесе нов ветер во грбот на Шкода. Таа е сега поголема од 4 метри, со зголемено меѓуоскено растојание и со атрактивен изглед. Шкода очито дека го најде вистинскиот рецепт на дотерување не само на интериерот, туку и на екстериерот на своите возила. Опремена исклучиво со бензински мотори, Фабија нема електрични амбиции. Шкода ја превзема технологијата од групацијата Volkswagen, но успева да стави свој личен печат на секој производ. Па така, Фабија сега не е само рационална, туку се забележува во нејзината внатрешност и многу емоција. Низ лизгавата основа поминав лесно и без никакви проблеми. Па добив печаток дека најдобрите динамички својства и што се однесува до стабилноста се, барем на овој полигон, се во рацете на Фабија. Наскоро ќе ги знаеме и резултатите на нашите тестови. 32-членото ауто без жири е најголемо жири на нашата планета и со онаа матрица која ја имаме за оценување и тестирање на возилата добиваме интересни резултати.
По темелните тестирања добивме неочекуван епилог. Dacia Spring е избрана за победник на Auto-Best 2022, европско признание за најдобар автомобил за вложените пари во Европа за 2022 година. Со вкупно 14.674 поени, Dacia Spring се најде на првото место со удобно растојание над новата генерација на Шкода Фабија со 13.364 поени. По извонредните резултати во EcoBest Challenge-от, водечки проект на Auto-Best организацијата, Dacia Spring го освои посакуваното признание Best Buy Car of Europe во 2022 година. Првиот електричен автомобил на Dacia станува најпопуларното електрично возило во Европа и првото целосно електрично возило што стана Auto-Best финалист во нашите 21 година постоење. Со извонреден опсек и енергетска ефикасност, малото електрично возило импресионираше многу од 32-цата членови на жирито. Во Auto-Best веруваме дека следната година Spring ќе даде важен придонес за демократизацијата на електричните возила во Европа. Dacia Spring има мисија да покаже дека електричните возила може да бидат достапни за секого, може да им помогне на градовите во процесот на декарбонизација со клиентите желни да се возат само на електрична енергија. Ни останаа само уште 6 дена до новата 2022 година. Искрено се надевам дека таа ќе ни донесе помалку нервози и стресови. Поминете го ова време заедно со семејството, во убаво расположение. Во името на екипата на Автомагазин ви посакувам се најубаво, а нашата идна средба е на 8 јануари. Така, 2022. До гледање.